Протести и лекарска платформа за подршка на застреланиот колега. Лекарите и останатиот медицински персонал од Штипската и Кочанската болница денес ставија потпис на повелбата за промени во Законот за заштита на здравствените работници. Ние како здравствени работници во ЈЗУ Клиничка болница Штип, поттикнати од немилите настани кои се случија, се собравме да дадеме една подршка за донесување на Законот за здравствена дејност, односно закон со кој би се заштитиле сите здравствени работници. Со измените во законот, здравствените работници очекуваат поголема безбедност на работа. Да се обезбеди достоинство и дигнитет на белиот мантил, да се обезбедат подобри услови на работа, бидејќи работиме под голем притисок, правата на пациентите се задоволителни, но правата на лекарите ги нема никаде. Исто така, лекарите очекуваат дека со овие измени пациентите ќе го променат односот кон нив. Вака кога ќе бидат прецизирани работите, мислам дека и пациентите ќе сватат дека сепак кога ќе бидат кај лекар треба да бидат учтиви, пристојни, да си го чекат својот ред, дека лекарот не седи и пие кафе, него прегледува други луѓе и едноставно му треба концентрација и внимание да биде 100% посветен на неговите пациенти. Освен подобрување на условите и безбедноста на работа, измените предвидуваат и ригорозни казни за оние кои ќе се обидат физички да нападнат лекар. Со новите законски измени е предвидено при напад и нанесување на тешка телесна повреда врз здравствен работник да како службени лица, третирани во законот како службени лица, напаѓачот автоматски ќе добие 10 години затворска казна. Статус кој што ќе ни овозможи да во рамките на законот бидеме третирани на исто ниво како напад врз полицаец, униформирано службено лице, судски вработен и така натаму. Инаку повелбата и протестите на здравствените работници се иницирани по случајот на Скопска дигестивна хирургија, кога пред 2 дена роднина на починат пациент пукаше во лекар. Во меѓувреме, лекарските протести иницираа прес на СДСМ, кој застана зад барањата на лекарската фела, но во исто време побара и оставка од министерот Тодоров, посочувајќи го како најодговорен за, како што рекоа, катастрофално лошата состојба во здравството.